Владата ќе го прифати секој договор помеѓу синдикатите и работодавачите во моментот кога тој ќе биде постигнат во рамките на економско-социјалниот диалог, соопшти од владата по денешната средба на премиерот Мицкоски и владини представници со представниците на синдикатите. Од владата информираат дека се разговарало за минималната плата, колективниот договор и за репрезентативноста на синдикатите. Владата останува партнер на работниците и работодавачите и подготвена е на диалог во секој момент кога тоа ќе биде побарано од страна на страните во процесот, се вели во владиното соопштение. Инаку претходно синдикалците уште еднаш ги потврдија диаметрално спротивните ставови за темите за кои што се разговарало на средбата. Добро е тоа што повторно сме на маса и со исти сили разговараме за прашањата на работниците. Важно е тоа што беше тема на денешниот состанок, а тоа е минималната плата како и растот на останатите плати и мислам дека тоа е охрабрувачки момент во овој контекст. Важно е тоа што владата не рече не може и нема да зголемуваме плати, меѓутоа синдикатите го рекоа тоа. Она што ССМ го бара е популизам, покачување само на 50, 60, 70 илјади работници во државата на 30.000 денари, другите ќе си останат треба да бидеме искрени и да кажат искрено дека другите работници над 6.000 ќе останат на истата плата во која што се во моментот. Триесетдневен притвор им одреди кривичниот суд на директорот на специјалната геријатриска болница Мухсин Арифи и на посредник за примање подкуп од 20.000 евра за да сместат болно лице на геријатрија. Определена е мерка притвор во траење од 30 дена за директорот на геријатрија Мухсин Арифи, кој беше уапсен вчера поради примање подкуп, како и за неговиот близок соработник, 49-годишниот БА, кој му помагал во случајот. Истрагата покажала дека 20.000 евра, кои биле пронајдени кај помошникот на директорот, биле само капар за хоспитализацијата на лицето кое боледувало од повеќе состојби и на кое по лекарски препораки и упатувања му било потребно болничко згрижување во наведената установа. Побарувањата на директорот на болницата за да ја тргне пациентката од листата на чекање биле 100.000 евра. Подкупот го дала свидокот во постапката, која била и давател на доживотна издршка на пациентот. Посредникот, лице од доверба на Арифи, на свидокот му закажал средба со директорот на 19 март во гостителски објект во Скопје. На средбата правоосомничениот лично кажал дека знаеот и пациентот е материјално добро ситуиран, зашто имал податоци и за недвижниот имот кој го поседува, па ветил помош за сместување ако биде награден со 100.000 евра. Жената сведок реагирала дека тоа се многу пари, на што директорот предложил добараната сума да се дојде преку продажба на недвижниот имот стан кој го поседувал пациентот, што не било опција бидејќи станот бил опфатен со договор за доживотна издршка. Соопштуваат од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во меѓувреме, контактите продолжиле, а во питокот жената сведок се сретнала со двајцата осомничени. Конечно било договорено сведокот да даде 20.000 евра како гаранција за да го смести пациентот во болницата, а доколку прво осомничениот со проверки утврди дека пациентот има и дополнителен недвижен имот, тој да се продаде за да се обезбеди вкупно побараниот износ од 100.000 евра. Согласно овој договор, вчера жената свидок се сретнала со второ осомничениот, кој влегол во незиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Од Алијанса за албанците на Арбен Таравари, чиј член е Арифи, вчера ги повикаа надлежните државни органи во брза и ефикасна постапка да ги расчистат сите околности. Од Министерството за здравство пак соопштија дека се залагаат за што побрзо расветлување на случајот. Арифи претходно беше директор на психијатриската болница во Бардовци. Сценарио како на филм во затворот во Штип. Полицајци им помагале на затвореници да пронајдат дрога која што претходно била фрлена пред зидот од дворот. Полицајците тврделе дека барале скапоцен часовник кој што го зела затворската миленичка Цеца.
Наместо да спречуваат, затворски полицајци му помагале на затвореник да си ја пронајде дрогата во дворот на Штипскиот затвор, откако две лица со возило му ја префрлиле преку затворскиот зид, откри денеска директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Според информациите, затвореникот бил Жан Железарски, познат по случајот детонатор, а за кого затворските полицајци и во службената белешка навеле дека не дрогата, туку му го барале скапиот часовник кој му го зела затворското милениче Цеца со која си играл. Дрогата вечерта не ја пронашле, утредента била пронајдена од страна на затворската управа. Имало 35 грама кокаин и 50 на грама марихуана. Во нивната службена белешка е дека им било предочено дека затвореникот ЖЖ има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Пандов вели дека ќе продолжи борбата со корупцијата во затворите низ земјава, каде алармира дека 50% од затворските полицајци се корумпирани. Тој посочи дека изминатиот период се одземени над 1000 телефони од затвореници, а на видеото од потрагата по дрогата која се случувала во февруари вечерта, се гледа како и Железарски разговара на еден. Во некои одредени затвори, јас мислам дека над 50% се корумпирани. За да имате вие токав број на телефони, тоа е мрежа која што е направена. Поголем дел од нив јас тврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земале. За инволвираните се поднесени кривични пријави до обвинителството, за кои Пандов вели дека ќе побараат соодветни казни. По барање на директорот на затворот била формирана и дисциплинска комисија од 5 лица, од кои 3 биле затворски полицајци, со цел да се одреди дисциплинска мерка за нивните колеги, но сите 3 гласале против било каква санкција. Во меѓувреме, Пандов потврди дека се пронајдени возилото и двете лица кои вечерта дошле до затворската ограда за да ја префрлат дрогата внатре. Загадувањето и малите хидроцентрали се најголем проблем за реките, предупредуваат експертите. Според Екосвест, неопходна е силна инспекциска контрола во работењето на сите чинители за нивна заштита. Надamo se da ćemo u toku ove godine inicirati zaštitu Vardara, odnosno najvrednijeg dela Vardara u smislu biološke raznolikosti, a to je Demir kapija. Vardar jeste naravno pod velikim pritiskom i zagađenja i industrijskog i komunalnog, međutim ovaj deo Vardara na kome mi radimo je jedan od očuvanijih i ideja je da se zapravo prvo zaštiti ta klisura. Повеќе активности имаме поврзани со заштита на реките и водите во нашата држава. Ќе започнеме од ова што Игор пред малку го помена, а тоа е работа на долното течение на реката Вардар и притоките на реката Вардар. Треба да има државен орган и тој орган треба да има капацитет. Во моментот во државата има само 2 водостопански инспектори. Тоа е далеку од доволно. Тоа беше се. Пријатна вечер.